Македонската филхармонија вечерва концерт одржува нашиот виртуоз на гитара, пејач, композитор и текстописец Владко Стефановски. Со неговото трио и придружните вокали, како и со гости музичари од земјава и од регионот, Стефановски прави ретроспектива низ неговата 5-деценијска успешна музичка кариера. Тој е повод за настап пред домашната публика, а концертот го следи колегата Сотир Трајков. Сотир, повелите имаме во живо, споделени неја атмосферата, колку што можеш. Така е, Павле, прекрасен е концертот на Владко Стефановски, започна некаде после 20 часот поради доцнењето на техничката проба, а пак самото доцнење на техничката проба беше поради проблеми со миксетата, но се се заборави кога Владко излезе и ја поздрави публиката, изведувајќи ја нумерата Абер дојде донке. Во принцип, присуствувавме на еден рокерски концерт кој се уште трае. Во моментот на сцената заедно со Владко и неговото трио е српската и во основа регионална музичка звезда Момчило Бајагич Бајага, кој го придружува на саксофон Горан Бојчевски. Тој е наш истакнат музичар кој живее и работи во Целје, во Љубљана, но патува и соработува со повеќе музичари. Да кажеме дека овој концерт е пред се на задоволство и на публиката и на Владко, кој кога влезе рече дека му е драго што после толку патувања и хотели настапува пред домашната публика, а и публиката со душа го чекаше овој концерт, зашто сведочат изјавите од неговите обожувачи кои ги снимивме пред почетокот на концертот, па предлагам да ги чуеме и видиме. Првиот концерт на Владко ме бил 1975 година, така да со син ми сега прв пат да го гледа и он. Што значи музиката на Владко за Македонија? Па, тоа е ДНК-та на Македонија, дефинитивно. Музиката на Владко со Лепи Сол, со Тадич, со сите. Навистина очекувам дека ќе биде прекрасен концерт. Горе-доле знам целата негова дискографија, имав можност да видам нешто преку YouTube каналите на другите концерти во Белград што ги одржа, така да очекувам дека ќе биде навистина убаво. Дали го слушавте новиот албум кој ќе се промовира вечерва, London Sessions, или ова ќе ви биде овде премиера? Го имам преслушано, детално, да. Така да и на тоа се радувам баш да видам во живо како ќе звучи. Што мислите за музиката на Владко? Што значи таа за македонскиот музички контекст? Па тоа може да се каже дека Владко е најдобриот извозен продукт на нашава земја, најголем амбасадор, музички, уметнички, ама и севкупно. И мислам дека е прекрасна, квалитетна музика. Очекувам дека ќе биде добар. Дали сте го... Стефановски е еден. Што значи тоа Владко Стефановски е еден? Па дека е многу добар, познат сек дека добар наш уметник. Се гордееме со него. Публиката се гордее со Владко, а и ние навистина уживавме додека го проследивме оној дел од концертот пред ова линковско вклучување. Како што кажавме и во анкетата, Владко вечерва го изведува својот последен албум, снимен во Abbey Road 3 студиото во Лондон. На него има 23 композиции, а овдека на оваа листа која е пред скопската публика има вкупно 26. Всушност на London Sessions албумот има еден микс од македонски народни песни, се разбира обработки од страна на Владко Стефановски трио, исто така нумери од периодот кој Владко ги изведувал со Лепи Сол, од неговите солистички настапи, филмска музика, но и една обработка од Битлси While My Guitar Gently Weeps, или Додека мојата гитара нежно плаче, која е всушност преработка од Битлси. Она што ги поврзува Владко и Битлси е тоа што и тој и тие снимиле во тоа култно Abbey Road студио во Лондон. Се разбира Битлси во нивното време, а Владко за последниот албум, како што рековме, London Sessions. Не само вечерва, концерт со истата програма и истите изведувачи ќе се случи и утре вечер овде во Македонската филхармонија, а и вечерашниот и утрешниот концерт се распродадени. Павле, дали имаш некое прашање?
Не, Сотир, ти благодарам за линковското јавување. Навистина е привилегија да известуваш од ваков настан. Се надевам целата снимена содржина ќе ја споделиме во остатокот од нашата програма, а ние продолжуваме со светот.